Родено во 23-та гестацијска недела е најмладото предвремено родено и преживеано бебе во Македонија. Неонаталозите велат, не е важно само да остане живо, туку да има и квалитетен живот. Статистиките на Министерството за здравство говорат дека за разлика од порано, кога стапката на смртноста била 21%, таа сега се движи околу 6%, што е во рамките на европскиот просек. Статистиките кои од 2017 година покажуваа смртност над 21%, годинава истите се намалени на 6,7%, односно 2% од прочистената перинатална смртност. Минатата година во Република Македонија имало вкупно 604 предвремено родени бебиња, а оваа година до денес се 681. Станувањето мајка после 35-та година, загадениот воздух, стресот и начинот на живот се само дел од причините зошто и кај нас, како и во светот, расте бројот на породувања пред термин. Од 4000 породувања годишно на клиниката за гинекологија и акушерство, над 650 се предвремено родени бебиња. Благодарение на помошта која што добиваме од Министерството за здравство во мастер планот е предвидено од крајот на оваа година да се започне со една пилот студија за бесплатна скрининг програма за детектирање на овие пациентки кои што би развиле преекламсија. Што тоа значи? Дека сите трудници, еве тоа нека биде апел до јавноста и до сите матични доктори, ќе може да бидат испратени на клиниката за гинекологија и акушерство на која што е обезбедено соодветни помош и реагенции од страна на Министерството за здравство, каде што секоја трудница ќе биде навремено детектирана дека има ризик за појава на оваа преекламсија. Според неонатолозите, предвремено родените бебиња не само што треба да имаат посебен медицински третман, најважно е да имаат и квалитетен и здрав живот. Најбитна е меѓу другото тука термостабилизацијата, бидејќи малите бебиња кога ќе се разладат, народски кажано, знаат да престанат со дишење. Заради тоа, кога се наградите од нивните родители, тука го слушаат и детектираат очекувањето на срцето, се затоплуваат, се смируваат, побрзо напредуваат, а тука и она емотивно поврзување помеѓу мајката и бебето или таткото и бебето. Во светски рамки годишно се раѓаат околу 13 милиони недоносени деца. Статистиката и истражувањата покажале дека женските предвремено родени деца се посилни. 2/3 од предвремено родените немаат никакви последици во животот. За педијатрите, овие новороденчиња имаат силен инстинкт за живот.